Na Otca i Sina i Svetio Duh. Amin. Возлюбени во Христа Бога, братя и сестри, денеска, како и секоја недела, во течењето на литургиската година, го славиме Воскресението Христово, Христа воскреснато. Но во овој ден нашите прислужници, братот наш Канистрат, Штец, Почин, братот наш Новица и малечките браќа наши во Христа, Христо, Милан и Јоаким, слава Твој, покровител, великиот пустиножител, Теодосије, зошто свети преподобен Теодосиј Велики од нашите прислужници е земен за свој покровител, затоа што во неговото житие, меѓу редови да спомнам и да кажам дека вистинскиот датум на празнување на Свети Теодосиј е 24 јануари. Но бидејќи нашите прекрасни прислужници се соочуваат со низа потреби и проблеми, тој датум го одлагавме денес, но и денес не сме сите. Например, брат Новица страдал грип, не можеше да ни дојде, иако живееше за овој настан, но ќе даде Господ следната година и сите други денови од оваа година да го славиме Христа распнатиот и воскреснатиот и неговиот свет угодник Теодосиј Велики. А сега да се вратам на чудото што е запишано во житието на Свети Теодосиј Велики. Пред да го започне своето Богу угодно подвижништво со намера да го засади семето на монашкиот стил на живење и постојање од Светата Црква Божја на други места, да го раши, да го распространи тој чудесен, ангелообразен начин на постоење во Христа Господа, отишол во денешен Катар. Во денешен Катар живеа најголемиот столпник меѓу столпниците, Свети Симеон Столпник. И отишол кај него да испроси благослов за неговиот монашки живот. Свети Симеон Столпник го благословил Свети Теодосиј со пророчки зборови. И од тука во тој благослов бил содржан животот на Свети Теодосиј, онаков како што ние сега го знаеме. Тој тргнал во потага на местото каде што ќе согради манастир. Но како ќе дознае кој е местото што Бог му го понудил за тоа? Тој зел една кадилница, во кадилницата ставил незапален јаглен и врз јагленот тели. И целиот обземен од благодатта Божја и во молитвен замес тргнал по тие пусти предели на планетава со намера, кога ќе стигне на местото што Бог му го определува, јагленчето само од себе да се запали и темјанот да замириса со рајски мирис. И така би по верата негова Господ му даде, кога стигна на местото од кога определено, јагленот се запали и темјанот замириса, и тука Свети Теодосиј согради огромно монашко житие,
a bratството на тој монашки собор било составено од монаси од најразлично етничко потекло. И уште тогаш Свети Велики благословил секој монах да го слави Господа со својот мајчин јазик, на свој јазик да го слави Господа. Гледате, во Светата православна црква таа пракса потекнува од светите апостоли до ден денешен. Ние, словенските народи, сме можеби најеклатантен пример за таа апостолска пракса во континуитет применувана и живеена во Светата црква. А сега, да, на крајот од литургијата ќе го пресечиме славскиот колач, а потаму да Трпезарија нашите славеници ќе не угостат скромно со она што Господ им да. А сега би се вратил на денес читаното евангелско четиво, напишано од раката на Светиот апостол и евангелист Лука. Тоа е прекрасно едно четиво, јас признавам, особено го сакам, кога и да го читам, имам впечаток дека сум дел од учесниците на тој евангелски настан. Што се случи денеска? Во малечкото градче Ерихон, преполно со топли хилибарни бои и песочно-пустински бои, како да е целото во топлина, во оган Божи запалено. Тоа е такво и денеска, браќи и сестри, и вие кои што сте биле таму, знаете дека вистина ви зборува. Но во тој ден Христос дошол во тој град. И како и секогаш, тој бил окружен со многу народ, на кој што им се обраќа, ги поучува и ги лекува од каква болести да биде бол. Меѓу луѓето што сакале да го видат Господа, бил и главниот јунак на денешното евангелско четиво Закхеј. Кој бил Закхеј? Закхеј бил директор на царинската служба во Ерихон. Висок функционер, многу богат човек. И горе од желба да го види Христа, но не можел, бидејќи пораст бил низок, а народ огромен. Бидејќи имал кефало и размислувал, се досетил како ќе го види Христос. Знаел дека Христос ќе помине по патот крај кој што има едно необично дрво. Името на тоа дрво е сикомореја. Што значи сикомореја? Тоа значи дека тоа дрво е резултат на вкрстување помеѓу смоква и мурен. И тоа дрво јас со мои очи го видов, бидејќи до ден денеска го има во Ерихон, на истото тоа место. И Закхеј со трчање отишол и се искачил на дрвото. А Христос поминувал покрај дрвото и кога дошол кај дрвото, застана и погледнал горе на кај Закхеја и му порачал: Закхеј, брзо слези, денеска ќе го посетам твојот дом. И Закхеј, петаш, радостен, целиот исполнет со радост, слего од сикоморејата и му се придружил на Христа Господа. Но гледајте, одлуката на Христос да го посети домот на директорот на царинската служба посеа сомнежи во луѓето што знаеа кој е Закхеј.
i što glasno, što poluglasno komentira neka Hristos lošo postapnува со тоа што решил да го посети домот на грешен човек. За жал, царинската служба и денеска го ужива истиот третман во народот. Може би има тука службеник на таа служба, немојте да ми замерите. Не го кажувам тоа злонамерно, особено затоа што не можат сите службеници на таа служба да се подведат под ист конец. И гледајте сега колку е страшно однапред да осудувате кого бил. Христос, одејќи накај неговиот дом, патек ги слушнал од устата на Захеј следниве зборови: Господи, јас сум подготвен половината од мојот имот да им го поделам на сиромашни. А ако од некого нешто несправедливо сум одзел, подготвен сум 4-кратно да му го вратам. Тоа никој не го слушна од луѓето што го осудуваа Христос зарад неговата посета на Захеевиот дом. Никој. А потоа светиот евангелист Лука ова своје евангелско четиво го завршува со една прекрасна мисла. Не дојде Христос да ги спасува совршените и безгрешните, туку грешните, несовршените и паднатите. Меѓу нив, во тој ред сме сите ние. Христос дојде зарад нас. Добре ни дојде, Христе, Господи. Те прегрнуваме со целата наша душа. И те молиме да не оставаш сега кога ни е најтешко, нам, православните христијани. Амин. За многу Божи.